Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Врз ликвидноста на буџетската сметка на општина Кочани понатаму стои големата закана за неплатени обврски за бесплатниот превоз на учениците. Освен тоа, не се покриени и дел од давачките за огревно дрво и нафта за училиштата. А од локалната самоуправа велат дека немаат ниту подготвен план како да се извлечат од финансиската бездна пред која стојат. Над 1,5 милион евра достигнаат долговите на училиштата во општина Кочани до крајот на првата половина од оваа година. Но целата состојба е уште потешка поради сознанието дека тие и понатаму продолжуваат да растат. За сега нема изгледи образовните институции лесно и брзо да се извлечат од должничката спирала во која се западнати, со што представуваат закана за нормалното реализирање на нивната основна дејност. Истовремено, нивните долгови се и директен проблем за буџетот на локалната самоуправа, која е надлежна за основното и средното образование во општината. Од буџетската сметка ни приближно не би можела да се издвои толкова сума за да се покријат долговите што се трупаат неколку години наназад, па се поизвестна станува дилемата дали се заканува блокирање на општинската сметка и нејзино банкротирање. Затоа, сосема логично и оправдано е прашањето поставено до првиот човек на локалната власт на последната седница на Советот на општина Кочани. Дали има изготвено некој план или санациона програма со која што се бара начин како да се решат овие проблеми кои што ги имаме и доколку има такво нешто да ни го презентира и кои конкретни чекори се превземаат за да ваквиот несакан проблем биде спречен, за да не ескалира многу повеќе, или пак тоа ќе треба да се препушти на наредната локална самоуправа која ќе дое тамо април. Наместо оптимизам за излез од состојбата, градоначалникот Димитровски призна дека нема одговор и решение како да се покријат огромните долгови на училиштата. Е најтешкото прашање на советникот Лјупчо Стоилков, долговите на училиштата, дали има санациона програма? Санациона програма не, заради тоа што на општината е наметнато една давачка која што според мене не е општинска давачка. Знаете како се креира буџетот, знаете како се прават буџетите на основните училишта, без обзир што тука сакаме да се покажеме сите дека се грижиме. Министерството за образование и наука има обврска да ги изголеми блок дотациите за превозот. Тие блок дотации не се зголемени кога се воведе задолжителниот превоз во средното образование. Зголемени се за мощен мал износ. Континуирано разговараме со Министерството за образование и тражиме решение и решение секако ќе се најде. Димитровски дополни дека и покрај огромните долгови за превоз на учениците, општината немало да дозволи тоа да биде причина да не се реализира наставниот процес. Сепак, и покрај неговото оправдување дека не станува директна обврска на локалната самоуправа, факт е дека училиштата се наоѓаат на територијата на општина Кочани и таа е надлежна за нивното работење, поради што не може целосно да се отфрли одговорноста за финансиската заглавеност на образовните институции. Набавката на нафта за затоплување на училиштата во општина Виница се уште не е завршена. Со распишаниот тендер за избор на снабдувач се предвидува да се потрошат околу 22.000 евра, со кои освен за образовните институции, ќе се обезбеди нафта и за локалната самоуправа и за општинската библиотека. Во општина Виница во тек е постапката за обезбедување нафта за затоплување на јавните институции што се под нејзина надлежност, а за што беше распишан и јавен повик за избор на снабдувач. Се планира пред предстојната грејна сезона да се обезбедат потребните количини нафта за две основни училишта, за детската градинка, како и за библиотеката и за просториите на локалната самоуправа. Според техничката спецификација во тендерската постапка, предвидените максимални потреби изнесуваат 42.600 литри нафта, за што би се потрошиле над 1.360.000 денари. Најголеми потреби за течниот енергенс се планираат за детската градинка Гоце Делчев, каде се неопходни околу 18.000 литри. За затоплување на просториите на основното училиште Славчо Стојменски и на локалната самоуправа ќе отпаднат по 10.000 литри, додека за библиотеката се планирани 2.600, а за основното училиште Кочо Рацин 2.000 литри нафта. Во јавниот повик е нагласено дека овие количини се максимални, а локалната самоуправа на Виница не е обврзана да ја нарача предвидената вкупна количина за секоја од институциите.
Тоа значи дека испораката ќе зависи од потребите на субјектите корисници. Општината која се јавува како нарачител на услугата се обврзува дека плаќањето на испорачаните количини ќе ги плати во рок од 30 дена по добивањето на блок дотацијата од Министерството за образование и наука и за труд и социјална политика. При тоа набавката ќе се реализира сукцесивно според потребите на корисниците, за што до снабдувачот ќе биде поднесено писмено барање по кое тој во рок од 48 часа ќе треба да ја испорача бараната количина нафта до крајните корисници. Управата за јавни приходи започнува со присилна наплата на долгови по основ на радиодифузна такса преку блокирање на трансакциски сметки. На листата на должници се регистрирани над 800 лица од Кочани и повеќе од 300 граѓани од Виница. На листата за присилна наплата на радиодифузната такса се наоѓаат над 800 лица од општина Кочани и повеќе од 300 граѓани од општина Виница. Управата за јавни приходи веќе објави дека започнува со присилна наплата за радиодифузна такса. На 13 септември истече рокот во кој граѓаните имаа можност од управата да ги подигнат решенијата за плаќање на радиодифузна такса. Покрај граѓаните од Кочани и Виница, на септемвриската листа на должници се регистрирани уште околу 85.000 граѓани од целата држава, а во изминатите денови дел од нив реагирале дека сметките им се платени, со што списокот е намален на 79.000 должници. Од управата за јавни приходи велат дека граѓаните кои не ги подигнале решенијата за присилна наплата ќе бидат објавени во службен весник, а 3 дена по објавата на должниците ќе им биде блокирана трансакцијската сметка. Граѓаните кои до управата доставиле докази, односно документи за платени сметки, нема да бидат опфатени со постапката за присилна наплата. Од Македонската радиотелевизија пак информираа дека операцијата за чистење на регистерот на претплатници се спроведува во континуитет. Присилната наплата најде на реакции во јавноста, а голем број на граѓани упатиле жалби поради неоснована наплата на радиодифузната такса на лица кои подолг период не живеат во земјава, како и за двојна наплата на такса, каде во едно семејство има по двајца обврзници. И покрај покачувањето на додатокот за згрижувачки семејства за 25% од страна на Министерството за труд и социјала, интересот за згрижување деца без родители и понатаму е многу слаб. До ланската година во Кочани се пријавиле само 6 семејства кои можат да згрижат дете, а згрижени се вкупно 11 деца без родители. Состојбата е слична и во Виница. Потребата е многу поголема, апелираат од центрите за социјални работи од двете општини. Се повеќе лица имаат потреба од згрижување во семејства, а се помалку семејства се отворени за користење на овој вид социјална бенефиција. 6500 денари е надоместокот кој го добива едно семејство што ќе згрижи дете, а сумата може да биде и повисока до 8000 денари, во зависност од категоријата на згриженото лице. И покрај зголемувањето на додатокот за згрижувачки семејства за 25%, граѓаните и понатаму не се заинтересирани да згрижат дете без родители или со посебни потреби. Кај нас во Кочани такви семејства до ланската година има 6, а згрижени се вкупно 11 деца, информираат од Центарот за социјални работи во Кочани. Согласно законот, во едно згрижувачко семејство може да бидат згрижени најмногу до 5 деца без родители и родителска грижа, до едно дете со воспитно-социјални проблеми и дете жртва на семејно насилство, до еден малолетник сторител на кривично дело или прекрашок, до 2 лица со умерена, тешка и длабока попреченост во менталниот развој и лице со трајна телесна попреченост, на кое му е потребно трајно згрижување и нега, до едно лице со најтешки пречки во менталниот развој, до 2 лица со трајна телесна попреченост и до 3 стари лица. Министерството за труд и социјала од ланската година воведе и нова бенефиција за пензионерите кои ги наполниле годините, меѓутоа од разни причини не користат пензија. За нив сумата е во висина на просечна плата доколку се одлучат да згрижат лице. Во Македонија се регистрирани 180 згрижувачки семејства во кои се сместени 288 деца без родителска грижа. Отворени денови за социјална заштита во руралните средини се одржуваат во селата Облешево и Чешиново.
Целта е да се обезбеди директен контакт со жителите од општината заради ефикасен начин на информирање на граѓаните за решавање на нивните социјални проблеми. Министерството за труд и социјална политика преку Центар за социјални работи во Кочани започна со реализација на проектот за спроведување отворени денови за социјална заштита во руралните средини. Проектот, во кој беа вклучени жители на повеќе населени места од општината, се одржа во Облешево и истиот е подржан од општината Чешино во Облешево. Целта на проектот е да се обезбеди директен контакт со жителите од општината заради ефикасен начин на информирање на граѓаните за решавање на нивните социјални проблеми. На средбата што се одржа во Облешево, жителите најмногу се интересираат за правата и услугите од социјалната заштита и користење на истата. Инаку со овој проект се овозможува рано откривање и ран третман на граѓаните изложени на социјален ризик, како и поголема достапност на социјалната работа и социјалните услуги во локалната заедница. Вакво предавање се одржа и со жителите на село Чешиново. Голем црковно-народен собир и менастирска слава на храмот посветен на светиот Климент Охридски во местноста Пониква се организира в недела на 18 септември по повод една година од денот на неговото осветување. Сите заинтересирани верници кои сакаат да бидат дел од собирот и славата имаат организиран превоз што тргнува во 7 часот кај градскиот плоштад во Кочани. В недела на 18 септември се организира слава на манастирот Свети Климент Охридски на Пониква. Собирот е по повод одбележување на денот на неговото осветување, кога ланската година митрополитот Брегалнички господин Иларион го изврши чинот на осветување на овој манастир. Имено лани во присуство на голем број верници беше осветен овој храм, посветен на патронот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, светиот Климент Охридски, ктиторско дело на господинот Благој Ситновски со неговото семејство. Со осветувањето беше одбележан и 70 годишниот јубилеј од одржувањето на првиот црковно народен собор во месец март 1945 година во Скопје. Сега, секоја година по тој повод ќе се служи света божествена литургија во храмот, кој сведочи за нашето постоење и е впишан во редот на многуте храмови изградени во слава на Бога. Храмот е оспособен да се случуваат многу молитвословија, како и венџавки и крштевки. По повод славата на манастирот има организирано и превоз за сите верници кои сакаат да бидат присутни на литургијата, со која ќе чиноначалствуваат свештеници од Брегалничката епархија. Автобусот тргнува во 7 часот наутро од градскиот плоштад во Кочани. Следува информацијата од спортот. Се уште е неизвесен почетокот на првенствата во младинските и во третата кошаркарска лига на Македонија, поради доцнењето на подготовките во Кошаркарската федерација. И покрај тоа, екипата на баскет Дино од Кочани и годинава ќе го пријави своето учество во сите конкуренции. На околу 2 недели пред најавениот почеток на надпреварите во третата и во младинските кошаркарски лиги, се уште има голем број нерасчистени дилеми околу бројот на екипите кои ќе учествуваат, но и за изборот на официјални лица кои ќе го водат првенството. Доцнењето на подготовките во Кошаркарската федерација се оправдуваат со активностите околу надпреварите на репрезентативната селекција за квалификациите за пласман на Евробаскетот идната година. Поради тоа се уште не се избрани комесари во лигите, ниту пак се знае колку екипи го пријавили учеството во првенството, посебно во младинските лиги. Сепак, екипата на баскет Дино од Кочани подготвено ќе го очекува стартот на новото првенство, а од клубот велат дека ќе пријават своји екипи во 2 конкуренции, односно во М16 и во М18 лигата. За сега се уште отворено е прашањето за учество во третата лига, со оглед на смената на генерацијата до која дојде, односно дел од играчите ќе го продолжат школувањето во други градови, со што ќе бидат оневозможени да одговорат на обврските во клубот. Како што е познато, во минатото првенство баскет Дино се пласираше на предпоследното место во третата лига со освоени 18 бодови, а во повисок ранг на надпреварување влезе екипата на Карпош Соколи. Инаку, според официјалниот распоред на Кошаркарската федерација на Македонија, првото коло во новото првенство на младинските лиги е планирано да се одигра на 1 октомври,
иако се уште не се познати двојките кои ќе се сретнат. Според неофицијалните информации, во прашање доаѓа и одигрувањето на првенството во третата лига, поради можноста да не се пријават доволен број екипи што ќе обезбедат минимална регуларност. Почитувани, временската прогноза воено беше последната информација во вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.